оглава на исламската верска заедница Реис Улема Хаджи Сулейман Ефенди Реджеби. Нашето срдачен поздрав, селамет е за последниот пејгамбер, последниот пратеник, Мухаммед алейхи салату веселам, за неговата фамилија, за неговите асхаби и за сите верници муслимани до последниот ден на овој свет. Почитуван поглавар на исламската верска заедница Реис Улема Хаджи Сулейман Ефенди Реджеби, почитуван муфтија на муфтиството Кичево Мурат Ефенди Хусеини, почитуван имам Нуртен Ефендија, почитуван муфтија од Струга Салим Ефендија, муфтија од Прилеп Шевчет Ефендија, мутевели одбор на џамијата и сите вие джематли што се тука, дозволите ми да ве поздравам со Аллаховиот поздрав, со Аллаховиот селам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Драги браќа верници, да се собираш во едно место со заедничен цил, заеднички ниет, заедничка намера, тоа е најголемото нешто што може човекот да стори во својот живот. Никој од нас во ова џамија не е принуден да доаѓа од некоја друга сила, осим на силата на иман, на верата кон Аллах Джелешану ве Джеле Джелану. Сите ние сме тука со абдест. Сите ние сме тука само за еден цил, за еден ниет, и тоа да клањаме, да се окренеме кон Каабето, кон киблата и конкретно кон Аллах Джелешану ве Джеле Джелану. А посебно кога на овие собири му се додадуваат некои големи работи што потекнуваат од големи срца. Тоа е нешто што не може да се купи, не може да се најде, не може да се дава, не може да се зема од никого. Тоа е нешто што човекот дава можност во својата натрешност, во душата, во срцата на човекот да расте нешто такво. Тоа не е нешто што расте во еден ден, во една минута или во една ситуација. Тоа е процес во душата и срцата на човекот, за да одлучи човекот да направи нешто добро. Еден научник, социолог по професија, кажува дека човекот што не верува не значи дека нема памет. Тој може да има памет, може да биде многу паметен, но на него му недостасува светлината што ќе му ја покажува патот кон вистината и кон успехот во овој свет и во другиот свет кога ќе излеземе пред Аллах Джелешану ве Джеле Джелану. Па заради тоа, ајетот што го спомнав во почетокот е ајет од суре Саф, каде Аллаху Теала, возвишениот Аллах, кажува: Юридуне лиутфиу нур Аллах, сака да го угаснуваат светлината Аллахова. Валлаху ютимму нурихи, Аллах го наполнува, го подполнува својата светлина
со својата сила. Велеу керихел кафирун. Иако што не го сакаат оние кои не веруваат, иако што другите што не веруваат, што не се муслимани, што не се верници, не го сакаат нешто такво, тоа е одлуката на Аллах Джелешануху ве Джеле Джелалу. Ако сакаме ние, нашето тело, нашата фамилија, нашите деца да бидаат секогаш со отворен пат, да бидаат во патишта каде ќе има светлина и нема да го изгубаат патот, секогаш во нашите мислења, во нашите зборови, во нашите движења, во нашите действија, треба да го спомнеме, да го имаме пред нас Аллах Джелешануху ве Джеле Джелалу, дека тој не гледа, не види, не контролира и се што ние правиме тоа се пишува и накрај ќе ни кажува, ќе ни докажува дека кои сме ние, дали сме добри или не сме добри. Но ако сме со Аллах, сигурно сме добри. Ако сакаме да го припремиме иднината за нашите деца, на ним треба да им учиме Куран, да им учиме да клањаат и да го спомнуваат Аллаху Теала. И ако сакаме да бидеме успешни во другиот свет, пак патот е ист. Преку Аллах, преку Пејгамбер алейхиссалату вассалам, преку спомнувањето, преку читањето, преку учењето на Куранот, тоа е патот, тоа е единствениот пат што човекот може да биде успешен во својот живот, во овој свет и во другиот, во ахирет, кога ќе излеземе пред Аллах Джелешануху ве Джеле Джелалу. Овој пат во нашата држава оди преку џамија. Во џамијата оди преку одборот на џамијата, преку имамот. Преку имамите и одборите тоа оди преку муфтиствата, а преку сите муфтиства тоа оди преку исламската верска заедница, ријасетот на исламска верска заедница, начело со поглаварот на исламската верска заедница, со нашиот почитуван Реис Улулеме Хаджи Сулеман Ефенди Реджеби. Секој кој барал друг пат, тој сигурно влегол во некој ќор сокак. Јас не сакам да должам многу, затоа што зборовите на Реис Улема и на муфтијата беа многу прекрасни. Моите зборови се многу мали, многу минимални на ова сфера. Само два збора сакам да кажам, да ги изразувам моите чувства што сум тука во ова џамија. Ми е втор пат во овој мимбер што сум и ми е многу драго заради успесите на муфтиството и успесите на имамот, на вашиот имам Нуртен Ефендија. Аллах да го награди него имамот и муфтијата. Аллах сите да ве награди што сте пример. А овој пример јас сум го носил во Тетово, во џамиите, во Тетово и во селата, со моите имами и одбори таму, кажувајќи дека ако сакате да земате пример, одличен пример, да бидете институционални и систематски да работите, да ја земате Нуртен Ефендија како урнек, што се кажува мала џамија. Не е џамијата мала, но јако што е просторијата мала, има големи срца, а работите не се прават од буварите, од зидовите и од површината, но се прават од срцата. Па затоа Пејгамбер алейхиссалату вассалам кажува: "Ел мер'у ма'a мен ахаб", човекот е секогаш е со онај кого го сака. Ако човек го сака Аллах, го сака доброто, го сака џамијата, го сака имамот, сигурно дека ќе биде од добрите. Аллах да ве награди сите вас, имамот, муфтијата, нашиот Реис Улулеме и сите муслимани што живеат во овие простори. Фала и да сте здрави и живи. فلا عين أصل الكلام نظام كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام.